Градежниот сектор некогаш беше моторот на македонската економија, но полека работите се сменија. На ова, но и на останатите теми од областа на градежништвото разговараме со првиот човек на Сојузот на стопански комори од Градежната комора, Ивица Екимовски. Господин Екимовски, добре дојдовте во вестите. Благодарам. Кои се клучните причини за падот на секторот, кој, како што споменав, еднаш беше моторот на македонската економија? Добро кажавте, еднаш бевме мотор на македонската економија, значи ако сакаме да имаме посериозен развој на економија, конкретно кај нас, е невозможно да се развие економија без градежен сектор. Што се случува и зошто дојдовме во таква позиција да имаме помала активност од тоа што сме имале пред 4 години, пред се во секторот високо градба е тоа што во одредени општини имавме укинување на детални планови од страна на самите општини, кое што следеше со преку Уставен суд. Имавме водење на мораториум, кој што и како се докажа дека преку Уставниот суд докажа дека тоа е неуставна категорија. Мораториумот за градба беше една од главните причини, впрочем, за паѓање на градежниот сектор. Меѓутоа, не само во центарот на Скопје, туку проблем имаше и во другите населби и во другите градови ширум земјава. Тргајќи од центар, тоа се рефлектираше во повеќето од општините, затоа што кога ќе се доведеш во позиција да нешто не се работи, тоа многу лесно се рефлектира. Многу е потешко да се направи придвижување во одредена дејност, него да се стопира. Значи сега е потребно време за сето тоа да се нормализира. Државата некогаш вложуваше во големи капитални проекти, инфраструктурни проекти пред се, меѓутоа еве како години ве поминуваат, така работите некако се сменија. Кои беа главните причини за на некој начин стопирање на сето тоа? Многу е битно кога ќе се влезе во реализација на одреден проект, независно дали е тоа од инфраструктура или од високо градба, треба пред реализација да се добро да се планира, меѓутоа и во фаза на изведба треба да бидат сите ставени на располагање за да нема посериозни прекини и загуби кои што секако на крај е тој кој што инвеститорот плаќа. Независно дали е тоа во приватен сектор или во државен сектор, во инфраструктурни проекти е финансиер државата, меѓутоа и како знаеме дека одредена рамка на било кој проект со одредена вредност се зголемува до 2 пати, што не е дозволиво. Еден од главните проблеми со кои се соочува градежниот сектор е намањето на доволна работна сила, односно фалат градежници на секое поле. Што понатаму, ако и натаму сме приморани како држава, сето ова да го увезуваме однадвор и на некој начин да се даваат и повеќе пари за тоа? Значи, ние мораме да размислуваме фазно. Значи, едно е тоа што ние како градежен сектор се соочуваме со тој проблем дека нема доволно кадар, тоа се рефлектира и во сите други гранки. Значи, тоа е нешто кое што треба да се менаџира. Едната насока е тоа што постои како домашни ресурси, а друго е да се дозволи увоз на работна сила, која што се случува насекаде како пример кога има поголема потреба, тоа што реално пазарот може да го издржи. По најавениот струен, Македонија ќе се соочи од следната година и со стамбен ценовен шок. Становите ќе поскапат, а во центар може и до 2000 евра за квадрат. Во делот на економија е прв и основен фактор понуда побарувачка. Значи во дадена ситуација кај што имаш поголема побарувачка од понуда, автоматски е притисок и се зголемува цената. За наредната година секако дека не може да се дефинира дека тоа би се нагло зголемило или би паднала цената, дека ќе се намали, тоа е невозможно. Дека ќе се задржи на овој, ќе има одредено зголемување, ќе има, меѓутоа не може да се одреди сега во моментот дека тоа би било преголем притисок за да има паника кај самите купувачи. Градежниците, односно вие, не се согласувате недела да биде неработен ден, поради тоа што, како што велите, новите законски измени за работни односи сериозно ќе се одразат врз секторот. Ние секако зависиме од временски услови пред се. Ако сега имаме нормални временски услови, имаме точно превземена рок, динамика за кој што треба да се заврши проектот. И ти како е предвиде пред се? И те како е битно да нема прекин на самиот процес на изградба. И од таа гледна точка не треба да се става се во иста насока. Значи, мора да се согледа секторски каде тоа е возможно, каде не е возможно. Да не постои злоупотреба. Напротив, треба добро законски да биде уредено целиот начин на работење. Јакимовски, ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас.